Ние сме подготвени во студиото, веќе ги пречекавме докторките од Санте Плюс Хоспитал, со кои што ова утро ќе разговараме за работилницата која што престоја. Верувам дека ќе биде доволно интересна за сите оние кои што, како што кажав, ја планираат можеби својата бременост. Во моментов секако се во очекување на својот најубав ден во животот и сакаат да дознаат нешто повеќе во однос на тоа процесот на забременување, бременоста, породувањето и потоа секако на најубавото кога веќе детето ќе дојде на свет, негата која што е потребна и треба да му се даде. Советите се секогаш добре дојдени. Во тој период веројатно идните мајки добиваат безброј совети од сите околу нив, пријатели, мајки, баби, сите оние кои што се во нивното опкружување знаат по нешто, секако да ги посоветуваат, но најдобрите совети и препораки секогаш доаѓаат од стручните лица и од докторите. Ова утро ние ќе најавиме работилницата која што ќе биде наменета токму за трудниците, а ќе се случува во недела во јавна соба во Скопје, секако благодарение на Санте Плюс Хоспитал, а дел од тимот кој што ќе биде секако присутен во јавна соба, докторките кои што ова утро се заедно со мене во Македонија. Денес велам добро утро за доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист гинеколог акушер. Добро утро. Добро утро. И доктор Маја Ангеловска, специјалист педијатар. Добро утро. Добро утро. Ви благодариме што сте со нас. Вие сте само еден дел од целината. Ни недостасува уште една докторка која што во недела секако оние кои што ќе дојдат ќе имаат можност да ја чујат, да ја видат и од неа да ги добијат потребните одговори за сето она што значи водење на бременоста и донесување на свет на ново дете. Точно, недостасува уште анестезиологот доктор Лидија Палашевска. Од нејзина страна, во текот на школото за трудници ќе биде објаснет делот со обезболување или воопшто проблематиката со обезболување на родилките во текот на раѓањето. Да, она што исто така е многу битно и значајно за сите оние кои што секако допрва чекаат да добијат новороденче. Реков, во тој период се добиваат премногу совети од сите страни. Од некои кои што претходно секако имале искуство, сите ги споделуваат советите, но најважно е да се слушне стручното мислење. Токму тоа ќе биде понудено во недела во јавна соба. Точно, искуствените објаснувања на одредени работи се исто така ценети, меѓутоа безценети се објаснувањата на стручните лица кои што може да ги добијат идните мајки. Поради тоа ние организиравме ова школа за трудници по втор пат, лани се организираше и ја спроведовме мощно успешно. Оваа година решивме тоа да биде школа за трудници која што ќе биде во облик на караван низ повеќе градови низ Македонија, при тоа да им се помогне да се упатат родилките како полесно и поуспешно да го поминат процесот на раѓање и не само тоа, него и после раѓањето да бидат спремни за нега и грижа на своето новородено. Да, зашто доктор Маја е значајно да се посетуваат вакви информативни работилници од ваша гледна точка како педијатар? Па, овие школи се поготово корисни за првородки, жени кои за прв пат стануваат мајки, меѓутоа доаѓаат и посетени се и од жени кои веќе имаат деца, затоа што еве поминал некој период па се подзабораваат некои работи. Корисни се затоа што кога ќе дојдат дома, значи младите родители имаат безброј прашања и безброј дилеми. Како што кажавте, добиваат совети од многу страни, баби, дедовци, тетки и таму натаму цела фамилија. Меѓутоа сепак советите од стручни лица се незаменливи. Значи, првите денови, да кажам, поготово првите 6 недели се најбитни. Не само за новороденото, многу се битни и за родителите, затоа што тие се под страшен притисок, дали го правам ова како што треба, дали е во реце, дали му е топло, дали му е ладно, значи имаат многу прашања, така да мислам дека би им се нашле унапред ако ги знаат овие одговори. Токму така, да, некогаш е многу добро овие работилници да се посетуваат и пред планирањето на бременоста, па колку има такви посетители на вашите школи кои што ги организирате, да, пред да се одлучат идните родители за новороденче, ги посетуваат работилниците. Така, постои една цела област од гинекологијата, акушерството, планирање на семејството. Таму се опфатени повеќе проблематики со кои што може да се сретнат идните мајки, односно брачните парови кои што планираат да имаат во идно време новородено. Зошто е битно? Битно е за да им се објасни точно како треба да ја поминат процедурата за подготовка за бременост. Многу брачни парови остануваат несумице, нели, по некаква случајност се случува бременоста, па тек отпосле се решаваат некои проблеми како што се инфекциите или ќе се соочат со аномалиите на матката. Сето ова би можело да се спречи, а доколку се направат првичните прегледи, доколку парот кој што планира, нели, новородено да дочека новородено наредниот период, да ги направи одредените
прегледи пред бременост, односно да се запознаат на оваа работилница со тоа што би требало они во наредниот период да направат и зошто е тоа битно за нив. Да, но зошто е битно еве според вас да се посетуваат овие работилници? Што се таму ќе може да научат оние кои што ќе го заземат своето место веќе во недела? На првата се надевам ова циклус ќе биде каде што ќе можат секако поголем дел од родителите, односно нивните родители да се вклучат. Така, заинтересираноста за оваа наша работилница е огромна. Ние само за ден и пол постигнавме огромен број на пријавени идни мајки. Зошто е битно? Битна е енергијата, битни се информациите, битно е дружењето, битно е созревањето нивно, кое што практично оваа работилница го забрзува да се случи до крајот на породувањето, односно да бидат и спремни после породувањето да се грижат и за себе, меѓутоа и за новороденото. Знаете, ние само физиолошкиот процес на раѓање, многу е битен и психолошкиот момент на идните родители. Тие 9 месеци, доколку ги поминат во страв, во една грижа, во несигурност, во мисла дека се неспремни да бидат, несоодветно спремни да бидат родители, тоа може да биде еден тежок период за нив. Напротив, бременоста треба да биде период на 9-месечна радост, 9-месечно уживање, во исчекување, да се случи најубавиот чин. Најубавиот чин ќе се случи само доколку мајката е психофизички спремна за тој чин, па ние практично го забрзуваме созревањето на низината психофизичка состојба за чинот на раѓањето. Затоа е битно да бидат тука присутни со нас, кога разговараат со тројца професионалци од било каква проблематика да е нивното прашање, може да го добијат одговорот и едноставно растеретени да се вратат дома. Да, веројатно ќе има безброј прашања и многу одговори кои што ќе им помогнат на сите оние кои што ќе дојдат да присуствуваат на работилницата, но кажете ми колку ете пак доаѓаат идните татковци на работилниците и колку е битно и значајно и нивното присуство на вакви работилници каде што ете и тие ќе научат нешто што утре ќе може многу да помогне во процесот и на изнесување на бременоста, но и во понатамошниот период на негата. Јас сум многу среќна што во последниве години забележувам промена на нашиот менталитет, дека идните татковци навистина се жестоко заинтересирани да бидат и присутни буквално на секој преглед, на сето она што го прави нивната партнерка жена, односно идната мајка. На прошлогодишната школа за бремени жени имаше значително присуство на идни татковци. За оваа година ќе ви раскажеме кога ќе помине школата во недела, односно и во другите градови. Јас стискам палци да стварно има повеќе татковци, затоа што школото знае да биде подуховито, повесело, поразиграно, мајките се порелаксирани во присуство на нивните партнери. Сето тоа добива една сосема другачија нота кога има и татковци тука. Да, дефинитивно и тие треба да знаат што е тоа ништо поминува жената и секако да ги знаат и оние првични моменти во однос на негата кога новороденчето ќе дојде, па колку тука доктор Маја ете мажите можеби се подготвени за помош на мајката во однос на чувањето на новороденчето. Како што каже доктор Елма, значи за разлика од минатото сега интересот од страна на сопрузите е многу поголем. Значи што повеќе одменување на пелени. Да, има родители, има мажи кои што веќе ни се обратиле, например, после пораѓајот, мајката уште лежи, не е во состојба да станува и така натаму, дали може да ми покажете како се бања, како да го облекуваме, значи, или двајцата доаѓаат да видат, значи, интересот е голем. Многу е битна оваа поддршка што жената ја добива, идната мајка, значи, на некој начин како сигурност е во смисла да знам кога ќе се порадам, со што ќе се соочам, имам поддршка, сопругот исто знае, така да нема да бидат толку многу изненадени и многу прашања и дилеми да имаат. Да, од вашето искуство, каде најмногу паничат родителите во процесот на исчекување на новороденчето? Најчесто паничат во моментите кога се случува за почетокот на раѓањето. Кога ги добијат породилните болки. Да, зависи, не е секогаш така почетокот на породувањето, може да, например, прсне во дењакот, да пациентката да не добие се уште болки, тука е некаде паниката. Што сега? Нормално, ние секогаш сме спремни да ги прифатиме и да им одговориме на сите тие прашања, да делуваме смирувачки на нив, да го изменаџираме цел тој нивен стрес во една друга насока, да сето тоа практично таа енергија се насочи во еден среќен завршеток. Се случуваат моменти на паника, меѓутоа оние кои што претходно имаат стекнато информации во однос на сите овие облици на почнување на раѓањето, тие се поприбрани,
поспремни се за комуникација, посмирено реагираат, ги превземаат чекорите кои што се потребни, кои што им се дадени како напатствие. Така да секако информациите привени од права страна се благопријатни, ние тоа го осеќаме и го гледаме во секојдневната работа. Да, вие гледате многу примери секако и од тоа можете да приметите и да забележите со нас да споделите дека нема ниту една иста бременост, исто породување слично на некое друго. Сите се посебни на некој начин. Сите се посебни. Секоја бременост е различна од претходната, секое породување е различно од претходните, без оглед дали е трето, второ, прво. Секоја мајка ќе ви каже дека јас се породував со првото вака, со второто така, затоа што нашиот организам не е темпиран или автомат, а нашите мисли и емоции исто така не се темпирани. Ние самите не влагаме еднакво во тие процеси на породување еднакво, и поради тоа и доживувањето и целата слика за настанот е различна. Да, и тоа е добро. Да. Тоа е добро. И како што е секое породување различно и секоја бременост различно, така е различно и секое новороденче и потребите кои што ги има. Колку вие можете да се соочите секојдневно со различни барања од родителите, различни прашања, различни темпераменти и на родителите и на децата и во однос на негата која што треба да ја добијат. Добро, сега ние гледаме да им што е поедноставно да им објасниме, да им помогнеме. Некои прашања да кажем дека смешни или тие сами си кажуваат, може би вие смешно или глупаво, може би вие ова прашање, меѓутоа јас морам да прашам, да. Така да ние на се сме навикнале и научиле, не е проблем за одговарањето, значи на сите прашања, колку и да им се чудни и смешни, ние сме тука за да им одговориме. Нормално искуството од претходно исто така си ги земаат во предвид, јас со првото вака бев, па сега ова ми јаде, не ми јаде, значи има разлики, се испоредуваат, меѓутоа како што кажа доктор Елма, секоја бременост е различно, секој новороденче е различно. Така да ние пробуваме колку што е можно да им првите денови да им ги направиме барем полесни за кога ќе си појдат дома да се поспремни на некој начин. Во однос на работилницата која што се случува во недела, кои теми ќе бидат опфатени и што е она што вие како тим ќе го понудите за присутните? Темите се породувањето, грижа на новороденото и анестезијата, односно обезболувањето. Како ќе се движи разговорот зависи од нас, меѓутоа зависи од присутните, што ќе покаже, тоа ќе биде интерактивна работилница. Прво ние ќе го кажеме костурот на целата приказна, па после тоа ќе се надоврзат и прашањата на идните мајки. Нема да биде предавање ад катедрам, да слушателките, односно идните мајки бидат пасивни само слушателки, него напротив, ние сакаме да споделиме информации за секоја присутна, сето она што и представува терет, проблем, недоумица, не го сретнала до сега како одговор, тука сме да ја одговориме и да помогнеме. Да, во колку часот започнува, доколку може да ни кажете и секако започнува во 13 часот во Public Room. Присутни веќе во голем број се најавени, ние сме многу среќни заради тоа што има голем интерес, исто како што имаше и претходната година. Да, и се радуваме на недела, едва ја чекаме да дојде, искрено да верувам дека и оние кои што очекуваат да разберат нешто повеќе, ќе го побараат своето место и ќе најдат простор и време секако во недела, убав е денот да се ужива и да се слушнат сите совети. Убаво е да спомнеме дека ќе има многу награди, тоа ќе бидат значајни награди. Една од присутните ќе добие бесплатно породување во Санте Плюс, една од идните мајки ќе добие 50% попуст. Буквално за сите мајки има вредни подароци и награди. Ете, убава уште една причина да се присуствува на оваа работилница, освен тоа што ќе се дознаат многу работи кои што се дилема и неизвестно за идните мајки, ќе има можност секако да се добијат и значајни подароци. Верувам дека доктор Маја сте вие веќе подготвени да ве бомбардираат со многу прашања во однос на негата која што доаѓа по породувањето. Па сигурно дека со самото тоа ќе ги ослободите и присутните. Колку знаат вакви работилници всушност да ги опуштат идните родители? Па доста, многу се од помош. Како што кажа доктор Елма, значи заинтересираност е редовно голема кај вакви работилници, затоа што се од интерактивен тип, значи мајките се ослободуваат, да не е тоа како класично предавање, него прашања, одговори, разговор, секоја свое искуство, значи споредби, така да многу им дава сигурност и поддршка да се чувствуваат на некој начин спремни на новороденчето кое ќе пристигне кај нив.
овие се почетните моменти за негата на новородене која ќе појде дома, како да се бања, да се облекува, начинот на хранење, дали да го дојам или на адаптирано млеко да оди, значи нега на папчето, жолтицата физиолошка што многу често се јавува и така натаму. Значи првите сега во моментов и мене и не ми текнуваат толку прашања, меѓутоа тогаш како ќе одат прашањата, така ќе тече и разговор, така да ние сме спремни и јас се радувам, едва чекам, значи убава е таа дружба и интеракција со идните мајки. Да, може ќе се случи некоја дебата помеѓу мајките, да некоја застапува страна за еден вид на хранење, друга за друга и тука ќе бидат и интересни моменти. Ако се роди дебата, ќе биде интересно да ги слушаме едната и другата страна, па после ние да кажеме. Сега се многу актуелни тие форуми што гледам, јас си пратам дека многу ги има, кај што мајките сами си споделуваат искуства и јас вака правев, јас така правев, значи и си даваат совети една на друга. Пример, ова е корисно, ова не е корисно. Сега има некои апсурдни што нема врска со медицината или барем со стручноста, меѓутоа се корисни на некој начин, затоа што секое искуство, споделување, споредба на некој начин им дава храброст на мајките да го дочекаат тој ден. Што правиме со оние кои што веќе знаат се и сметаат дека не им е потребна информација? Имаме ли такви? Знаете како, има еден голем човек кој што кажал никогаш не може никој све да знае. Така да информациите секогаш се корисни. Некој кој што ја знае проблематиката од една страна, со дополнителни разговори може да ја согледа проблематиката од еден друг агол. Тоа е тоа богатство на знаење, не само со парните информации. Така да овие работилници сметам дека се корисни буквално за секого. Не постои човек, дури еве и ние кои што сме со искуство или нашите професори, постојано нешто учиме, осознаваме, дознаваме, идеме на конгреси. Но постојано има нешто ново, нешто што може да се научи. Постојано има нешто ново што треба да се научи, да се види од еден друг агол, да се погледне и да се дознае можеби целата ситуација на еден поинаков начин. Колку вашето искуство говори дека оние кои што ги посетуваат овие работилници многу полесно го поминуваат процесот на породување и самиот чин? Ќе ви кажам дека еве од лани што ми беше искуството, имавме пациентки кои што после работилницата се одлучија да се породат во Санте Плюс болница и навистина имавме една олесната комуникација со нив. Посебно еве пациентки кои што ја водат бременоста кај нас, пошто во текот на тие 9 месеци ние во континуитет разговараме и за бременоста, меѓутоа и за начинот на породување. Пес ќе дадам одредени напатствија, нели, каде што да се прочита, па разговараме за тоа, зошто е битно правилниот начин на дишење и за општата состојба на мајката, меѓутоа и за новороденето кое што го исчекуваме, зошто хипоксијата, нели, намаленото ниво на кислород во крвта би влијаело на менталната состојба на жената во процесот на раѓање, во незиното чувство за незиното тело, па и за новороденото. Така да се ствара една близина, се ствара, знаете, кога вие имате по втор пат, по трет пат контакт со човек кој што има ист глас како што имал и на школата на трудници, ист пристап, веќе ви се познати, веќе не ви е страф од нив, ги осеќате како блиски, ги осеќате како луѓе кои што навистина ќе ви помогнат. И едноставно тоа е принципот на кој што мајките се опуштаат и ни се предаваат практично да се заврши целата работа успешно. Да, и довербата е многу голема и секако знаат во чии раце се секако доверени. Веројатно дека и самите овие работилници допринесуваат да се многу поподготвени откако новороденчето ќе дојде на свет. Вие во неколку наврати имате кажано дека сте достапни 24 сата и дека постојано имаат прашања родителите во однос на негата, но колку ете оние кои што посетуваат вакви работилници поретко ги слушате во текот на првите месеци на детето дома? Значи, соработката со мајката е многу битна уште за време на пораѓањето, како што кажа доктор Илма. Значи, и нас ни олеснува кога мајката соработува во тек на пораѓањето да излезе што повитално, да кажам, новороденче со поголем апгар, оценка, и за понатаму, значи, тој момент на пораѓањето е многу битен за новороденото.
информациите кои што ги има мајката, нормално дека се многу битни, доколку некоја мајка е многу спремна и прочитала или слушнала или еве вака посетила работилници и се одговорени многу прашања, некои дури доаѓаат и со целите втрчиња и со список на прашања, значи многу е поспремна таа мајка и не е во дилема за секоја недоумица или за секое плачење на новороденото да се јава по телефон. Меѓутоа, како што кажав, за сите пациенти, ние сите, тимот од Санте Плюс сме достапни 24 сати, така да спремно им одговараме за што и да е, се договараме ако треба повторно да дојдат, да се видиме, прегледите зачестуваат. Тоа индивидуално е, зависи од карактерот на човекот, значи кој колку паничи и колку е спремен да ги издржи тие предизвици. Значи многу често се уваат ми плаче. Едноставно плаче бебето, што да му правам? Значи не е прв пат тоа, така да ќе кажеме, провери ова, провери она, донесете го на крај на преглед. Многу често се испоставува дека ништо не е со новороденчето, меѓутоа сепак поддршката од стручно лице многу е битна. Да. Навистина убави причини зошто би одлучиле секако во недела сите оние кои што планираат бременост, се во фаза на изнесување на бременоста и во очекување секако на породувањето, да присуствуваат на оваа навистина интересна работилница која освен едукација ќе имаете и еден убав забавен дел кој што ќе биде богат со многу значајни награди за идните родители, така што ви благодарам што ова утро бевте дел од нашата емисија, да ги поттикнеме сите оние кои што не следат, да го резервираат на време своето место и своето столче во јавна соба во недела во 13 часот. Да. Ви благодарам многу. Ви благодарам, задоволство е повторно да се биде со вас. Да. Исто така и секако верувам дека ќе имаме можности за понатаму за соработка и ги чекаме резултатите од работилницата. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој прв утрински разговор. Верувам дека доколку вие некој од вашите блиски во моментов ја планира бременоста или пак веќе сте во блажена состојба, ќе ја посетите оваа работилница се со цел да ги дознаете одговорите на прашањата кои што представуваат големи дилеми за вас и непознаници. Тука се стручниот тим на Санте Плюс кои што ќе ви ги дадат сите одговори и секако и вие ќе имате можност да ги поставите вашите прашања.